Започнуваме најнапред со локалните настани. Постои можност владата на Република Македонија да се замеша во проблемите во урбанистичката сфера во Охрид. Во владината коалиција се погласно се спомнува мораториумот за градба во центарот на Охрид. Според другите проценки, од друга страна пак 4 нелегално изградени катови на зградата Трим се со пазарна вредност од 1.600.000 евра. Повеќе од Љупчо Танески. Од извори во Министерството за транспорт и врски, телевизија Морис дознава дека владата на Република Македонија размислува да побара мораториум на градба во центарот на Охрид. Според наши извори во владеачките партии на централно ниво и во новото мнозинство во Советот на општина Охрид, ова размислување е се поприсутно, посебно по информациите за нелегално изградените 4 катови на зградата која се гради на аголот на улиците Туристичка Јаба Семин. Од новото мнозинство во Советот велат дека нема да гласаат за понудениот модул, бидејќи политиката која ќе ја води коалицијата не е да се решаваат прашањата по модули, туку да се донесе деталниот урбанистички план и токму од тие причини новото мнозинство во буџетот проектира 28 милиони денари за овие намени. Исто така и за уривање на дивоградби во годинешниот буџет се проектирани 5 милиони денари. Според прописите, локалната треба да започне со уривање на објектите и подосна фирмите кои ги градат треба да ги сносат трошоците за уривањето, а локалната по судски пат од нив може да си ги поврати назад потрошените пари. Според грубите пресметки, само за зградата која градежното предпријатие Тим ја гради на аголот на Туристичка Јаба Семин, има околу 2005 метри квадратни надвор од дозволеното, или во пазарна вредност се проценуваат на 1.604.000 евра. Давачките кон општина Охрид за комуналии во оваа зона се 3.570 денари по метар квадратен стамбен простор и 7.480 денари по метар квадратен деловен простор, средства кои Трим ги нема уплатено. Денес во градежното предпријатие Трим не успеавме да добиеме коментар за решенијата за стопирање на градба, уривање на објектот и кривичната пријава која полицијата ја помнела против сопственикот на ова градежно предпријатие, господинот Мент Ќура. Господинот Ќура во текот на целиот ден беше на состаноци и не даде изјава.